Благодарам. Почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер за финансии. Денеска продолжува расправата по однос на предлог ребалансот на буџетот за 2026 година предложен од владата. Ова е ребаланс кој што ние како пратеничка група го предвидовме дека ќе се случи уште кога се носеше буџетот во 26 година. Со тоа што не можевме да предвидиме дека ќе отиде до состојба да се потроши дефицитот уште во месец мај ова година за цела година и не предвидовме дека ќе има потфрлање во приходите кои нема да може да ја следат расходната страна од буџетот, која пак хронично троши повеќе отколку што може да собере од нашата економија. Во овој ребаланс се потврдува дека буџетот не издржа ниту до средината на оваа година. Ќе зборувам и за бројки понатаму, но не може да се даде преодна оценка за буџет на држава каде индустријското производство опаѓа, инфлацијата е речиси двојно поголема од европскиот просек, каде порастот на цените на храната е 8%, на овошјето над 16%, пијалоци над 10%, каде потрошувачката кошничка расте од месец во месец и дојде веќе до 70.000 денари или 3 минимални плати, а од друга страна имаме минимална плата која што за прв пат после 7 години во време на владењето на СДСМ, кога редовно растеше минималната плата, сега за прв пат стагнира. Имаме влада која на граѓаните им презентира розова слика за состојбите, како на пример дека сме трета економија по раст во Европа, како на пример дека имаме најдобри состојби во економијата, а од друга страна имаме најниски плати во Европа, понатаму дека најсилните европски држави ќе банкротираат, а реалната состојба е дека овде 22% од населението живее под брак на сиромаштија и така натаму и така натаму. Во 24-та година се обидував да ја разберам логиката на оваа влада, која што тогаш дојде како нова влада и ширеше оптимизам за состојбите, но веќе денес од оваа перспектива многу јасно се гледаат состојбите и параметрите кои ни ги донесе оваа влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ветивте силен раст и развој, го нема. Ветивте повисоки плати, ги нема, а минималната плата стагнира. Ветивте намален јавен долг, тој се зголеми за 2,5 милиарди евра. Ветивте намален дефицит под 3%, а денес предлагате дефицит од 4,1%. Ветивте високо ниво на странски инвестиции, а тие уште првата година паднаа за 60%. Ветивте зголемување на субвенциите за земјоделците, а во реалноста тие се намалија. Ова е она кое што го ветувавте, но денес граѓаните велат потешко и полошо се живее. Ќе започнам со приходната страна на буџетот, и тоа со бројките кои што вие ги презентиравте и кои што се гледат во буџетот. Велите вака: проектираме зголемување на приходната страна за 4,6 милиарди денари или 75 милиони евра за оваа година, а на половина од годината, ако го земеме овој просек и го поделиме на два дела, имајќи предвид дека поминаа 6 месеци од оваа година, имаме потфрлање на приходите од неверојатни 240 милиони евра. Тоаш на што се должи овој оптимизам? Значи сте предвиделе 375 милиарди денари во буџетот, на половина од годината има собрано околу 170 милиарди денари, што има огромно потфрлање, и сега ни велите дека втората половина ќе соберете 210 милиарди денари. Значи за 6 месеци првата половина 170, а велите за втората половина 210 милиарди денари. Значи да заклучам, сте собрале 2,7 милиарди евра, а во вторите 6 месеци јули-декември велите ќе собереме 3,4 милиарди евра од граѓаните. И од овде тргнува новата економска манипулација изразена преку овој ребаланс, или наједноставно кажано, од погрешни предпоставки не можат да излезат точни резултати, или ако тргнеме со погрешни влезни параметри ќе дојдеме до погрешни заклучоци на крајот од годината. И ви кажавме дека и во буџетот за 26-та година тргнавте со погрешни и преоптимистички бројки, а истото го правите и денес. Кај расходната страна во буџетот велите дека планирате да трошите повеќе од она што го предвидовте во буџетот за 26-та година, односно имате зголемување од 6,7 на 7 милиарди евра буџет за оваа година. Во вакви околности мора да се погледнат и приходите кои се далеку од ова кое што го очекувате при проектирањето на буџетот за оваа година. И затоа кога минатата година овде говоревме дека економските показатели не се добри и дека одите кон зголемување на дефицитот, не обвинувавте дека нешто овде опозицијата
манипулира, а денес самите признавате дека буџетскиот дефицит се зголемува. Во програмата за работа на влада 24-28 велите ќе одиме под ниво од 3% на буџетскиот дефицит, а денес ни предлагате ребаланс со буџетски дефицит од 4,1%. Дефицитот сега е со износ од 46,2 милиарди денари или 750 милиони евра, што представува зголемување од 18% во однос на иницијално проектираниот на почетокот на годината. Законот за буџети вели дека максималниот дефицит треба да биде 3% од БДП или единствено во случај на воредни околности може да достигне 3,5%. А што прави владата? Минатата година отидовте со 4% буџетски дефицит, сега дополнително на 4,1% од БДП и ова, почитувани колеги, не е консолидација како што најавивте. Ова е експанзија на трошењето над буџетските можности. И затоа велите дека финансирањето на дефицитот е планирано преку домашно и странско задолжување. И затоа денес колегите повеќе од било кога ова фраза која што ја слушавме и во време кога ВМРО ДПМН не беше во опозиција, нов ден, ново задолжување, денес го добива вистинското значење. Затоа денес се повеќе е јасно дека нема консолидација на јавниот долг кој што веќе надминува 60% од БДП. Во апсолутни бројки, од 8,5 милиарди евра, долгот на државата достигнува веќе 11 милиарди евра. Како ќе го објасните тогаш феноменот на стабилизација на јавниот долг, кој го најавивте, а за 2 години долгот е зголемен за 2,5 милиарди евра? Ако сакате и во процент од БДП, долгот кој што беше во 24 година, која ја преземавте власта, беше 55-56%, денеска веќе е 60% од БДП. Еве уште еден показател со кој се гледа дека на сите анализирани вредности расте задолжувањето во однос на основниот буџет и вели вака: со предлог ребалансот на буџетот за 26 година, вкупното задолжување достигнува 123 милиарди денари, а за отплати на стари долгови ќе вратите 76 милиарди денари, што значи дека ќе не задолжите со нови 47 милиарди денари, чист нов долг само оваа година за идните генерации, од кои од домашно задолжување ќе бидат 40 милиарди денари, што е за 3 милиарди повеќе во однос на буџетот кој што го проектиравте, а додека задолжувањето од странство се зголемува за 16 милиарди денари во однос на она кој што го предвидовте во декември 25 година за овој буџет за 26. Велите имаме раст од 3% и сме трети во Европа или во светот, како и да е, а од друга страна инфлацијата во последните месеци отиде над 5,5%. Само за споредба, во Европската Унија во просек инфлацијата е 3%, што значи дека инфлацијата во Македонија, како трета економија во Европа, е за 90% речиси повисоко од колку во Европската Унија. И ова значи само едно, дека овој раст не може да ги покрие повисоките трошоци за живот на граѓаните и секако дека овие трошоци кои што секојдневно растат, а граѓаните ги гледаат, се одразуваат во секој едно домаќинство, во секој фрижидер, во секое едно домаќинство од месец во месец. И денес, според сите релевантни статистики, платите стагнираат, има само символичен пораст на минималната плата, а инфлацијата ја намалува куповната моќ на граѓаните. И еве уште еден податок кој како денес живеат граѓаните, кој добро го отсликува тој факт. Во споредба со 24 година која превземавте власта, тогаш во 24 година потрошувачката кошница изнесуваше 60.000 денари, а минималната плата 24.500, а денес минималната плата е зголемена за 1.500 денари, а потрошувачката кошница е зголемена за 10.000 денари. И кога зборуваме за успеси или неуспеси во економијата, ова е клучното прашање кое што треба да им биде објаснето на граѓаните. Дали денеска живеат подобро отколку што живееле во претходните години? Ќе продолжам понатаму да искоментираме неколку ставки од овој ребаланс на буџетот. Ставка стоки и услуги. Овде со трик сте сакале да ја заскриете состојбата, која што навидум ја намалувате истата ставка, а внатре, кога ќе отворите во подпрограма договорни услуги, која е најголема од сите ставки во стоки и услуги, имате зголемување и таа сега изнесува вртоглави 940 милиони евра, или за 35 милиони евра повеќе од минатата година ќе трошите на договорни услуги,
А истата ставка договорени услуги има покачување од речиси 200 милиони евра во споредба со она кое што го проектирала владата на СДСМ во 23 година за буџетот за 24 година. Или еве уште една споредба. Ставка стоки и услуги во овој ребаланс на оваа влада во однос на истата ставка во време на владата на СДСМ има зголемување од над 10 милиарди денари или за над 170 милиони евра ќе потрошите повеќе од таа влада на СДСМ само за ставката стоки и услуги. Вие им велите на граѓаните дека за ставка стоки и услуги ќе потрошиме повеќе 170 милиони евра од колку што трошила претходната влада. Тоа е, почитувани колеги пратеници, повеќе од колку сите субвенции за земјоделците за една година. Ако субвенциите на земјоделците се меѓу 100 и 140 или 150 милиони евра, вие ќе потрошите 170 милиони евра повеќе за ставка стоки и услуги од претходната влада. А за да биде појасно на граѓаните, оваа ставка стоки и услуги има повеќе средства од капиталните инвестиции, например, за целиот буџет на целата држава за оваа година. И оваа ставка стоки и услуги секоја година расте, од ребаланс на ребаланс расте, а капиталните инвестиции генерално стагнираат од година во година. Социјална заштита. Додавате 2 милиарди денари, но мора да се напомене дека и покрај ова зголемување повторно ќе недостигаат во буџетот 3 милиарди денари. Или сте биле пократки во буџетот за 26-та за 5 милиарди, сега додавате 2 и повторно ќе недостигаат уште 3 милиарди денари, а ова сакате да го представите како успех. Понатаму, кај средства кои се исплаќаат од Министерство за социјална политика кон ПИОМ, ќе недостигаат 10 милиарди денари или над 160 милиони евра. Кај заштитните друштва кои вработуваат лица со хендикеп додавате 300 милиони денари, а недостигаат уште 500 милиони денари. И овие пари се за да го исплатите делот за 25 година. Капиталните инвестиции во детска заштита се намалуваат од 79 милиони на 29 милиони денари. Понатаму зголемување кај ставка тековни расходи од 43 милиони евра на 63 милиони евра. Пораст за 20 милиони евра. Привремени вработувања зголемување од 313 на 319 милиони денари. Кога доаѓаме кај развојната компонента на овој буџет, како што велите, предвидувате зголемување на капиталните инвестиции преку проектите од инфраструктурата, изградба на патишта, железници, локални патишта и така натаму, коридорите 8 и 10D. Добро е да се напомене дека во буџетот нема дополнително зголемување на ставката за изградба на коридорите 8 и 10D, како и што нема средства за ставка за изградба на брзата пруга, која што веќе е најавена. Во буџетот нема ниту пари за нов експресен пат Кочани-Делчево или, например, Радовиш-Струмица или за Струмица-Ново село, но тие и текако наголемо се промовираат како нови проекти. Кај капиталните расходи, веќе ги изголемивте средствата, како што велите, во ребалансот на буџетот во однос на основниот буџет за 5,8 милиарди денари, но при тоа добро е да се напомене дека и вака предложениот буџет за капитални расходи е понизок во однос на минатогодишниот и генерално на оној за претходните неколку години за капитални расходи, кои што, еве, за подсетување, само минатогодишниот буџет имаше предвидено преку 20 милиони евра повеќе за капитални инвестиции, отколку овој кој што денеска со ребалансот го предвидувате. Кај ставката равномерен регионален развој гледаме намалување на средства од 391 милиарда од минатата година на 268. Да подсетам, овие средства постојано беа зголемувани минатите години, преку специјални програми беа распределувани кон општините со цел порамномерен регионален развој на оние региони кои што се помалку развиени и на оние општини кои што се помалку развиени во однос на оние општини кои што се посилни, за да го намалиме јазот како држава помеѓу слабо развиените и силно развиените општини. И затоа тврдам дека од она кое што гледам, се повеќе се преминува кон нерамномерна распределба на буџетските средства кон општините, со тоа што методологијата земена единствено, еве, например, со унгарскиот кредит по глава на жител, го единствено тоа покажува дека најголемиот дел од средствата ќе отидат во централните средини, а целта на оваа институција на Биро за рамномерен регионален развој, например, е да ги поттикне помалите средини, руралните средини и општини да го достигнат нивото на поголемите. Понатаму кај капиталните дотации до општините имаме дополнително намалување во однос на претходната 25 година од 6,9 милиарди на 4,8 милиарди денари
и оваа година некаде околу нешто под 80 милиони евра се средствата кои што ќе бидат дадени за проекти во општините. Значи не само што нема 250 милиони евра за капитални проекти во општините, туку и оние кои што ги дававте до минатата година, секоја година се намалуваат. Понатаму намалени финансиски средства за поддршка на македонското стопанство, за малите и средни предпријатија, каде има незначителна поддршка, кај ТИР зоните намалување од 534 милиони денари на 253 милиони денари, или двојно намалување на средствата за ТИР зоните, намалување на средства кај поддршка на инвестициони вложувања од 2 милиарди минатата година на 1,5 милиарди денари оваа година, привлекување на странски директни инвестиции од 2,4 милиарди на половина милиарда денари, наместо да ги мотивираме да инвестираат и да вработуваат овие домашни компании, преку ова кој што гледаме со средствата во буџетот, се работи за намалување на поддршката за овие компании. Почитувани присутни, затоа сметаме дека овој ребаланс на буџетот повторно, како и буџетот за 2026 година, е продолжување на истите политики, купи ден помини, ребаланс кој што е нереален, неразвоен, без концепција и без можност да придонесе за раст на економијата и подобар живот на граѓаните. Затоа СДСМ повторно укажува дека не е добро тоа што се игнорираат хроничните слабости на буџетот од страна на владата, кои се повторуваат од еден на друг ребаланс и од година во година, а се рефлектираат врз економијата, а преку тоа директно се одразуваат и на стандардот на граѓаните. Ја повикуваме владата да излезе само од политиката на водење на пиар во однос на економијата, дека сме втори, трети или четврти во Европа, а да се зафати со консолидацијата на буџетот, нешто кое што го вети и во програмата за работа на владата од 24 до 28 година. Благодарам.